Со 53 милиарди денари, Министерството за труд и социјална политика ќе има најтежок буџет помеѓу министерствата за идната година, истакна денеска на прес министерката Јагода Шахпаска. Во 22 ставки за трошење доминираат предвидените 100 милиони денари за капитални инвестиции. Од кои за градежни објекти 93 милиони 900 илјади денари, додека за опрема се обезбедени 6 милиони и 100 илјади денари. За изградба на нови и за завршување на веќе започнатите градинки предвидени се 67 милиони 650 илјади денари. Останатите средства се за објекти за социјална заштита, домови за стари лица и дневни центри за лица со попреченост. Но најголема сума од предвидениот буџет во износ од 2,4 милиарди денари ќе бидат искористени за субвенционирање на придонесите на оние работници во приватниот сектор на кои работодавачите ќе им ги изголемат платите, но и за други решенија пред се одбрана од разорниот социјобран на пандемијата, како на пример зачувување на секое работно место, поддршка и олеснет пристап до гарантирана минимална помош за најранливите категории граѓани, изградба на објекти за деца во предучилишна возраст и ран детски развој, објекти за социјална заштита, поддршка за активни мерки за вработување, редовна и навремена исплата на пензии, продолжување со процесот на деинституционализација и започнување со децентрализација на социјалните услуги се областите во кои ќе се трошат средствата од буџетот на Министерството за труд и социјална политика. Шахпаска најави, во 2021 година уште 5000 домаќинства ќе добијат минимална загарантирана социјална помош. Со ова, вкупната бројка на домаќинства ќе изнесува 36.500.